Во медиумскиот простор, каде владее шумот, а не јасниот сигнал, се појави потреба за толкување и интерпретација на изјавите на политичарите. Ваквата дарба за разбирање на нивните изјави и кратко и јасно пласирање на истите во јавноста ја поседува нашата Маја. Да погледнеме. Јас ке почнам од она што еве најсвежо за мене. Пред 15 минути доаѓав наваму, застанав да земам нешто да јадам, тоа беше една бурехджилница. Дома никој не му дава да јаде, па мора да се храни по бурехджилници. Бурек свеж оваа време не постои. Кој му кажал, го излажал, ама тој секако во се верува. Имаше една жена од околу 60 години и буквално ова ме го кажа пред 15 минути на пат. Начело ли пишуваше на жената дека има 60 години, бе? Вели, Владко, јас сум од СДСМ, многу сум разочарана. Владко, јас сум од СДСМ. Абе, ако имала 60 и нешто како што велише, ти кажела, дете, познаци ми од негде, да не си пејач. Многу сум загрижена за она што се случува во Македонија. Ова не го очекувавме. Буквално така ми каже жена, пред 15 минути. Буквално пред 15 минути си бил во бурехджилница. Значи дека бурекот не си го изел, што значи си лажел дека си гладен или си го скрил негде. Кај сега, ајде кажи. Значи, тоа е оној дуќан што е на Партизанска на крајот, значи кога се врти кај Илинденска, кај поранешна стара телевизија кај Телма, по специјал. Не те прашав кај е бурехджилницата. Бурекот кај го пекна те прашав. Тоа ми каже жена, вели, јас сум од СДСМ, разочарана сум, ова не го очекувавме, не гласавме за ова. Тоа ми го каже пред 15 минути. Не, одма морам да одговорам. Ја гарантирам дека не си бил таму. Заедно низ чаршија да појдеме. Во секој момент. Ајде, ги видите на... Шо бараме бре заедно низ чаршија? Да ме тераш бурек да ти купам? Па после да викаш една госпоѓа од 60 години? Мрш! Неваспитање едно.